По однос на тоа дека училиштето, односно вработените плаќале придонеси за вработување од собствен джеб, и тоа тврдење целосно го демантирам, затоа што кажувам дека повторно локалната самоуправа со градоначалникот и совесното и честно работење во висина од 306.000 денари исплати по однос на судски трошоци и нормално системот од фондот за пензиско и инвалидско осигурување беше откочен за сите вработени. Значи не постои исплаќање на вработените од собствените джебови за пензиското и инвалидско осигурување на истите. По однос на последниот навод од пресод на пратеничката група на СДСМ, ве известувам исто така дека наводите по истото не се точни. Јас сум раководител на ова училиште и уште еднаш ви укажувам на тоа дека во секој момент ги имам податоците до папките на вработените. Потреба немам, ама баш никаква да собирам податоци по однос на вработените. Дописот е испратен од соодветна надлежна институција која што не само во ова училиште, туку и во сите останати основни и средни училишта од градот бара податоци кои што треба да се внесат во податоците, која што исто така таа надлежна институција ги бара. Во врска со пресод во кој што беше спомнато основното училиште Страшо Пинџур од Мало Коњари, и во кој што беше на груб начин нарушуван угледот на ова училиште, сакам да изјавам неколку работи. Се користи настанот околу избор на превозници за вработени и ученици да се исполитизира и при тоа на груб начин фамилијата на еден од поранешните превозници во нашето училиште беше употребена и покрај тоа што на никаков начин доста добар дел од нив немаат поврзаност со нашето училиште. Ниту имаат своји ученици, ниту пак имаат друг облик на интереси. Истите луѓе се обидоа да извршат социјален притисок врз директорот на училиштето, како и врз институцијата Основно училиште Страшо Пинџур од Мало Коњари, а се со цел да се додели превозот на нивниот роднина, кој што, впрочем, и не ги исполнува условите за доделување на тендер и практично се крие зад трета фирма како нивни подизведувачи.